Dragi prateli, točno na današnji dan, pred 30 godini, jaz predvidel za možen atentat vrst poranešnog predsjedatelja Kiro Gligor. Potočno, moje predvidение беше v Македонско сонце od 37 broj, znači na 3. март, 6 месеци пред случай нас. Но и тогаш реков, може и атентат. Но дали имаш атентат е друго прашање. Зашто го велам ово? Ја прво имав визија како група луѓе одат кон Глигоров и добив гласо од него во основно визијата како идат да го видат. Но не видов дека е ликвидиран или не го видов начинот. И во тоа време соработал со Македонско сонце. Тој директор беше Тодор Петров на Македонско сонце, а Љубе дали Георгиевски се презиваше, беше главни говернуер. Ја пред тоа уредов рубриката Недреја Короско во жена, а заминав во Македонско сонце да ја уредам истата рубрика. И му кажувам ово на Тодор Петров за визијата, он ми го најде и саатот, дали око 15 часот бил роден, му мај беше роден, дали 5-4, заборев, не се забор. И му реков за визијата, вика, и Љубомир, што беше урезикот, вика, новинар си направи и сам интервју, ми само ќе пуштиме и подпишемо ако треба. Викам ворет. Значи, во тој интервју од 3. март 95-та кажа дека ќе имате да. Но, не, може би ќе имате да. Но понатаму како се одвиваа настаните, видов дека немаш атентат. Зашто велам дека немаш атентат? Починациот председател и тогаш актуелен Киро Глигоров, за време кога вика дека бил атентат, он имаше проблем, имаше тумор на окото и беше на операција на ВМА. Значи, атентатот беше изрежиран, тоа подоцна го видов, и добив новинарска информација точно кај бил и што и како. Ти гледате, една логичка работа, јас сум аналитичар, мислам, дипломирав на Југословенски студионарство, општи сме група аналитичари, предпоследни граница 86-та. Мене никако не ме одише у глава една работа, кога што гледате позад мене имаше само белек наток. Шрапнал од експлозија да се погоди, треба да се цела глава, не белек наоко. Во тоа време, значи, после визијата, му правија хороскоп на еден полицаец од Чај, Сивора се викаше, работеше во Беков, дали беше цивилка или не проблеми текно, и му кажи на вашите шефови да обрнат внимание на безбедноста на Глигор. И по атентатот, кој видов дека не е атентат, дека беше наместена работа, само гена невини луѓе, инаку во мојот број, третиот број од зборам за 95-та година, кога почна да бегува спасението на 5 јули, објавив атентатот го предвид извршителите видов, а во наредниот број кој е поднет на бомбата. Но во наредниот број кој е поднет на бомбата, бидејќи немаш атентат, ја објавив сликата и тогашниот клиничар за внатрешни работи Љубомир Прочковски, и под која ја пишува молчењето злато, со чие злато потнатра. Зашто велам дека 90% сигурно дека не пасуваш атентат. Значи, едната причина ви ја кажам, тоа е надолкото раната, значи шрапналката е болја, во искале специјална единица обезбедување, така да различат целиот. Интересна работа, тоа се искористи за кајка на доморовците,
Со мене што се случуваше? Бидејќи ово му го кажав на полицајецот, се го рекол од Скопје, тој го пренесе на нивниот командир Убеко и ми се јавија, ја на 4 веќе бев во Скопје, во полициска станица во Беко. Командирот дали беше од Радовиќ Струмица, тој акцент го имаше. Ја праша човекот што ќе пејам, вика Сопче, ми се едно, како и Сопче. Тој вика донесете му и ми вика вака, господине, вика Кринички, колегата Сиворин ми кажа така и така, викам да. Го кажа тоа предување и мери вака, ајде да се сјемнеме по друмите, да видите да нема некој од приведените, а тоа беше нека голема, дали има некој од приведените што умишам во атентат. Со вака му рекол. Господине, нема потреба да се нуваме во подрумот. Зошто господин Кринички? Велам, доле нема никој што би бил поврзан со атентат. Вика, зошто мисли така? Така, знам дека нема. А добро, вели, кој го направи атентат? Ја му рекол, не велам дека сте вие, но со помош на вашата служба, значи Министерство за внатрешни работи тогаш е направено сценаријата. После ми се виде негов руки се употреби дека бил на операција, имаше тумор на окото, затоа му и тој белек на окото, и тој го искористи тогаш премиерот на владата, што беше, да не го спомнуваме сега името, за да ја преземе целата власт. Понатаму, што се случуваше, видовме, така да не би сакал многу за тоа да зборам, да со Црнковски му требаше целосна власт. Иначе, првото минирање на Глигоров беше таки со и неговото назначување беше со еден дриблинг на СДСМ, тоа време, го издрибла татарчето, Љупчо Ѓорѓевски, последното татарче, ветувајќи му подпредседателско место го ставија само за подпредседател над председател. Значи, кој некој подпро, така ќе му даде нешто. Он го направи, дојде после тоа место. А зашто му требаше? Значи, тогашниот премиер го сменија и сака да се ослободат од него. Мислам на Никола Кјусе, човекот го донесе и валута и се, му понудија влада прво на Гошев, одби, исто одбија и ВМРО, и тогаш формира влада Црнковски. Со промена владата он го смени знамето, се сменија многу работи. Значи, и се случи тати, нормално 90, исто кој што направија сега овој мандат, со многу афери, они 98 ги губеја, пората души ја и помогна малку на въпроса. Полицијата. Мисля, се направи со ДА, бидејќи СДП е растргнат, бидејќи тоа требаше да биде Гошев Тројански коњ заедно со Тупурковски. Знаеме покасно дека и владата за малку ќе паднеше, ВМРО мораше да купува претенции од ДА. Значи, јас сум сега 99% сигурно, не 100%, но нема логика, било кој што значи експлозија, само се искористи нивни луѓе тоа да гинаа и се направи афера. И од тогаш шестко сум рекол, бидејќи и ми покажа во списанието, иначе тоа беше излезено, го и написал, од на трети во Македонско сонце. Каде вела, може и атентат, поради ја Марс. Но, и тој ќе кажа, мисля дека тоа ќе случи пролетта кога беше, но се случи кога беше директен, но, пак ќе кажам, денес ќе се уверен дека се не беше атентат.
дека тоа беше намештајка, дека експлодира, значи загина возачот, загина невини луѓе и после тие што беа сведоци на атентатот, сите ги снемали починаа пред време. Значи самиот берег, кој ќе погледнете фотографијата, шрапнал така, ако те погоди тамо, какво око, како бекрачи. Значи, ова е само од операција. Толку за сега, а оние што сакат понатаму да ме се, инаку да не заборавам, во истиот број, ама то следниот пат ќе направам видео анализа, индиректно го предвидев доаѓањето на Путин на власт 4 години нечу напред, каде јас сум укрил дека во Русија пресот големи промени, Чеченија ќе биде прегазена, а Елцин ќе замени од власт, значи без избори. Драги пријатели, што сакате да ви кажам? Значи, оние кои сака да ме ги следат моите видео анализи, треба на YouTube да притиснат subscribe и ги претплати се, исто така и на Instagram, кај што ги објавам моите видео анализи. Ви посакувам добра ноќ. Македонија пред се и со добро напред.